Почитувани гледачи, се наоѓаме во центарот на градот Битола. Во моментов имаме резервиран термин со директорот на јавното предпријатие Комуналец, господинот Горан Степановски. Ке разговараме за она што значи комунална хигиена, раззеленување, убавините на градот од хортикултурен аспект, каква Битола може да очекуваат граѓаните во идење, но се разбира и за цената на услугите. Добар ден! Здраво, на почеток сакам да ви се заблагодарам за можноста да кратко да поразговараме околу начинот на работата на нашето јавно предпријатие. Оно што секогаш и најмногу ги интересира граѓаните е тогаш кога зборуваме за финансиите. Според вас, дали е висока цената на услугите кога станува збор за наплаќање нова комунална такса? Вака, нашите цените на јавното предпријатие Комуналец, можам да кажам, се едни од пониските во државата, односно нашите цени се истите од 1998 година. Од тогаш наваму па не се променети цените на комуналните услуги во Битола. Дали во овие тешки услови на стопанисување, кога се зголемува цената на струјата, се зголемуваат цените на други ресурси, станува збор за економски исплатлива цена? Или сепак станува збор за една политичка одлука која што ги има предвид и ветувањата на локалната власт претходно, да не ги изневерите граѓаните? Дали економски исплатлива цената? Вака, јас сум тука во ова јавно предпријатие, да речем ново назначен директор, месец и половина, веќе од кога дојдов правиме некои анализи да видиме која е економската исплатливост на овие цени кои во моментот ги нуди предпријатието. Меѓутоа, како што знаете, јавните предпријатија треба да бидат сервис на граѓаните, а не да речем искористување на граѓаните со високи цени. Затоа се прават некои анализи во моментот да видиме што ќе покажат, па ќе ни треба уште мал временски период за да видиме колку овие се економски исплатливи цени, колку можеме како предпријатие да речем да обстоиме во тоа и дали доколку треба да ги зголемиме цените, колку тоа би било. Така, дали воопшто може да се планира и очекува поскапување на услугите. Битола е убав град, обкружувањето овде е навистина убаво, паркови од сите страни, колку водите сметка и колку вашите програми се метафорично кажано зелени програми. Што може граѓаните да очекуваат оваа година, еве конкретно? Еве, ќе го поделам да речем работењето на два дела, едното комуналната хигиена, другото јавно зеленило, на такви два да речем битни сектори покрај другите поделено предпријатието. Комуналната хигиена го подразбира собирањето на отпадот во градот, односно собирањето на отпадот од контейнерите, од кантите, односно од садовите на отпад, од една страна и од друга страна јавното зеленило, кај што во јавното зеленило поседуваме луѓе кои се одговорни за чистотата, да речем, во градот, односно метачи и исто така комплетно хортикултурно уредување на сите јавни зелени површини во градот. Да речем, имаме, како што кажав, два аспекти, на едно каде што се собира комуналниот отпад секојдневно во зависност од нашата динамика, од тоа колку е фреквентноста, и од друга страна каде што не може секојдневно да се собира комуналниот отпад со возилата, тука да речем работната сила, човечкиот фактор стапува во сила, пример е веднаш широк сокак, секојдневно се врши нормално во согласно со временските услови, секојдневно се врши утринско метење и до 7:30 до 8 часот веќе тоа е завршено, за кога ќе излезат луѓето да речем да ги извршуваат своите работни обврски, веќе градот да биде во глобална чист покрај широк сокак и да речем другите најфреквентни улици се врши секојдневно метење на улиците. Дали имате доволно солиден машински парк во предпријатието? Од друга страна, дали имате доволно садови за селекција на отпадот по домаќинствата? Како функционира овој процес? До каде е таа цела постапка која треба да се одвива, нели, веќе и согласно европските стандарди? На почеток околу возниот парк, стално најголемиот проблем на сите комунални предпријатија, да речем, се е возниот парк, односно под возниот парк најголемиот акцент се става на камионите за собирање на отпад. Можам да кажам камионите дека не се во некоја многу лоша состојба, но можам да кажам дека не се ни во некоја добра состојба, дека знаете, тоа тековен процес треба на обновување, веќе кој што кажав, покрај анализите за цените кои што кажав, правиме анализи за економска исплатливост и на нови возила, подразбирам, поголем број на нови камиони кои се надевам дека во текот на оваа година дека ќе ги обезбедиме како јавно предпријатие. Второ, околу собирањето на отпадот, процентуално спрема бројот на жители, Битола можам да кажам дека има
доволно садови за отпад. Под садови за отпад се подразбираат контейнери од 1 метар кубен, односно тие кај што се пред зградите, пред фреквентните улици, а во населбите, во ние што ги викаме планските населби, веќе е тој другиот принцип на работа, каде што има од малите канти за отпад, односно тие до 120 литри од помалите канти. Дали сте размислувале за обработка на оваа селекција, на ова селектираниот отпад, за негова преработка, за негово рециклирање и повторно враќање на, односно добивање на ефект плюс во функционирањето, за организирање на еден друг поинаков процес на работа, отворање на некоја нова фабрика од овој аспект која што ќе го обработува селектираниот отпад? Во моментот како јавно предпријатие ние го селектираме отпадот, од една страна е комуналниот отпад, односно комуналниот отпад е во зелени садови за отпад. Имаме тука покрај комуналниот отпад се селектира и хартијата, стаклото и пластиката ги селектираме, потоа тие со самата селекција автоматски и да речем на различно места носат каде што подоцна се преработуваат таму каде што има потреба, да речем. Кратко, според вашето видување, и треба ли на Пелагонија една заедничка депонија современа по сите стандарди во која што ќе се одведува отпадот, ќе се рециклира и повторно ќе се враќа таму каде што му е местото, со цел да ја заштитиме и самата животна средина? Нормално дека секое, да речем, рециклирање, секое обновување, повторно користење на некој материјал е потребно на некоја општина. Веќе се во, да речем, подмината фаза разговорите за регионална депонија, каде што според првичните, да речем, анализи, таа треба да биде да речем, нашата постоечка депонија во Мегленци, каде што еден е тој, да речем, многу поголем зафат, каде што ќе се направи на регионална депонија за цел регион тука, да речем цел Битолски регион. Рековте месец и пол сте директор. Да. Така, од вашето доаѓање или пред вашето доаѓање, кој беше вашиот императив? Каква Битола да направите како директор на ова комунално предпријатие? Нормално, да речем, како директор можам да речем на најголемото комунално предпријатие во градот, дека за мене како релативно млад човек беше предизвик за да стапам нова функција, меѓутоа како што стално викам, колку што е голема честа, толку голема и одговорноста да се води едно големо предпријатие. Јас можам да кажам дека максимално сите сили ќе ги вложиме за Битола да биде што е можно почиста, граѓаните да му кажеме на граѓаните, односно да знаат граѓаните дека со што повеќе се селектира отпадот, што се почисти површините, тоа е доброто на сите нас и се надевам дека со зголемување на свеста и на граѓаните и со нормално наша поголема поддршка, со повеќе вложување, дека ќе дојдеме до една многу чиста, да речем, Битола, каде што ќе бидеме сите задоволни и ќе му биде на чест на туристите што ќе доаѓаат тука. Директорот ми останува да заблагодарам, да посакам успешна работа. Фала ви вас. Почитувани гледачи, и вам благодариме за вниманието. Еколошки, поточно од хигиенски аспект, од аспект на хортикултура, далеку поубава и почиста Битола. Цените на услугите засега на исто ниво, како ќе биде понатаму, ќе одлучат сепак како економски најисплатливо директорот и советот на општина Битола. Дотогаш ние ви посакуваме на вистина пријатни мигови во овие прекрасни зелени паркови во градот на конзулите. Благодариме.